За многумина можеби ова би било нешто чудно или некој чуден разговор, но за мене ми сметам дека ќе испадне интересен разговор. Тука со мене е Вероника Живовска, ТВ водител од телевизија Орбис. Добро дојде во Плејаут. Добро ве најдов во Плејаут и во Мега. Мислам дека ќе испадне интересен разговор, некоја чудна комбинација на две телевизии, чудна за некој, за мене не. Кажи ми како почна, како влезе во твоите новинарски води, да речам, како се појави твоите почетоци на телевизијата? Да, така пред се да кажам дека да, најверојатно сите ќе мислат нешто чудно дека се случува во емисијата, зошто? Ама и за мене не е чудно, напротив, дури мислам дека е и многу добра идеја и дека треба почесто се прави вакви соработки меѓу телевизиите и за размена на искуства и за добра соработка, пријателство, зашто да не. Како се појавив? Се појавив прв пат на 13 години. Започнав со детски парламент, тоа беше емисија за деца, која што ја правевме во Колеканински, основното училиште каде што учев. Таму се испадна сосема случајно, значи никогаш не мислев дека некогаш ќе ме има на телевизија. Испадна сосема случајно, тогаш беше актуелен и македонскиот идол. Правевме некој весник за познати личности, бевме на интервју за весникот во Скопје кај македонските идоли. Па така испадна една идеја зашто кога веќе правиме интервју, тоа да не оди како видео, туку да оди пишувано. Па ајде ќе го направиме тоа како видео, испадна идеја за емисија. Прво требаше да биде за славни личности, после тоа испадна зошто да биде за славни личности, сепак сме деца, ајде нешто да прошириме, да имаме и други теми за разговор, а не само популарност и шоу бизнис. И ајде ќе правиме детска емисија со различни теми секоја емисија. Требаше да има два водители, машко и женско. Машкиот водител беше оној кој ја даде идејата за да се прави емисија, а женскиот водител беше сосема случајен избор, а најмногу се потенцираше дека треба да биде некој кој многу ќе зборува во текот на емисиите. Така дојде да бидам јас едногласно. И така ја развивме детски парламент. Детски парламент се емитуваше целата година додека бев. Јас ја водев една година додека бев основно училиште. Потоа кога јас преминав средно, си имаше други водители кои беа од Колеканински и подоцна едно по друго следуваше сосема случајно, мислам дека од детски парламент премина на пријатели, од пријатели некои аудиции за други емисии и други јавни настани, почна луѓето или оние барем кои се занимаваат со водителство, со новинарство, со телевизии и такви слични работи, почна да ме забележуваат и да ме викаат за водење на промоции на книги, доделување на награди, манифестации на широк сокак и слично. И еден ден, пошто еве веќе моментално сум во телевизија Орбис, директорот на телевизија Орбис ме забележа случајно кога бев хостеса во театарот. Па ајде зошто да не дојди на интервју да слушниме дали имаш нешто паметно да кажеш. Така бев на интервју за работа и бев, мисли чини, и одма примена. Па така почна да се развива историјата во телевизија Орбис, каде еве сега пред месец наполнив 2 години цели. Да ти се множат. Фала. Пензија да си дочекам. Да си дочекаш. Ме интересира дека кога почна со детскиот парламент, да се вратиме таму. Колку тешко ти изгледаше, колку ти беше предизвик тоа да создадам една емисија. Ќе зборниме за тоа како сега создаваш емисијата, ама колку тогаш ти беше голема тежината да речем на емисија да ја создадеш ти како водител и да ја изводиш целата тоа да изгледа фино. Да, многу. Претешко ми беше стварно. Од секогаш како мала сум сакала да бидам на сцена, сум сакала да се занимавам со актерство, тоа и го правев, значи 6 години кога имав првата представа па натаму. Ми беше веќе познато како е да бидиш пред некој, ама не ми беше познато како е да бидиш пред камери. И се самото тоа е обичен разговор всушност кој би го правил со гостин или со некој друг, ама самото тоа што знаеш дека некој те снима и дека подоцна тоа ќе го гледат многу други луѓе, не знам, добиваш некоја трема, некоја нервоза, воспуда и слично, ми беше многу тешко. Кога пред да започне да се снима детскиот парламент, ме повикаа на интервју за да го најавиме детскиот парламент како нов проект. Мислам дека никош во животот ќе снимам тресено од тоа. Значи тоа ненормално вилицата ми се тресеше, не можев да се соземам и да кажам да сврзам два збора. Претешко ми беше, мислам дека интервјуот 3 минути кој ми го правеа, траеше 3 сати снимање, значи многу. Потоа со текот на времето, како што се одвиваа снимањата на детскиот парламент, во детскиот парламент мојата улога беше всушност само најави и одјави. Се друго се одвиваше со други соученици, правеа интервјуа со гости, со доделување награди и слично. Така да мојата работа беше само најави и одјави и покрај тоа ми беше многу тешко. Значи на почетокот за најави и одјави кои траеат 3 до 6 минути, ние снимавме по цели денови. Значи буквално цела сабота од 9 сабајле до 9 вечер ние снимавме 6 минути. Толку со проби, со премногу трема, со тресење, па можда ајде ќе го снимиме, ама нема да биде убаво затоа што тука се гледа ова, овде се гледа ова, овде не е како што треба.
И ама со текот на времето се побрзо почна да се одвиваат и се подобро нормално тие снимање и се е навик. Со текот на времето се навикнуваш и на камерите, и на луѓето, и на гостите, и на најавите, одјавите и се тоа функционира мачки на кашлица, ништо страшно. Да, така. Веќе рутина станува. Да. Премина да ми на паралела да ми направиш, значи детска емисија имаше, емисија за миленици, сега веќе забавна емисија од да речам сцената македонска па и светска. Која најмногу те привлече од тие три емисии кои да речам беа твои големи проекти што си ги работела, која најмногу од сите ти се допаднала, каде се пронајде најмногу? Преминот од детска во емисија за миленици ми беше мене сосема различен проект, нешто ново. И покрај тоа што веќе се навикнав на камерите, како што кажав и на снимањата, со самото тоа што веќе обработуваш нови теми кои досега не ти се познати и нов начин на снимање, затоа што ако ние во детски парламент снимавме најави и одјави и тоа го снимавме на еден начин со пример наместена сценографија јаболка и круши, а дојде време кога треба да снимам со животни околу мене да трчат кучиња, да ми се лепат гуштери и да правам мовет со луѓе на сосема други теми, беше исто како прв пат да седнувам пред камера, единствено што отсутствуваше беше тремат. Ја немав поќе тремата, ама сепак беше исто толку возбудливо и ново како и првиот пат, затоа што е сосема нов проект. Кое би било највозбудливо, не би можела да издвојам, затоа што се стварно преразлични. Кога би имале слични теми, можда би можела да кажам оваа емисија ми беше поубаво или полесно, затоа што имав убави гости или слично, ама мислам дека овој пат не, затоа што се сосема различни емисии, детската емисија и емисијата за миленици и сега со шоу бизнисот. Мислам дека секоја си има своја убавина, така да се изразам. Со детски парламент ми беше, така го памтам како прво, најубаво можда, заради тоа што не знам, некако погалена бев, и мала и потолерантни беа со мене, многу повеќе ми беше дозволено и многу повеќе се забавувавме на снимањата, како што поминува времето, кога нешто кое ти било хоби ќе прерасни во работа, тогаш многу повеќе се обрнува внимание на тоа да се заврши побрзо и да биде поекспедитивно, некако да се заврши во најдобар можен рок, најдобро да изгледа, а не толку обрнато внимание на забавата, нешто што ни беше најважно кога снимавме детски парламент, на никој не ни беше толку битно да изгледа совршено, колку што ни беше битно ние да си поминеме убаво на снимање. Така сега кога помина толку многу време, мислам дека детски парламент сепак би можела да кажам дека си поминав најубаво, но не заради видот на емисијата, туку само заради времето кое го поминував за време на снимањето и можда соработката, луѓето со кои тогаш снимав, луѓето со кои сега снимам, не само да речем техниката со кои работев, туку и гостите, различен тип, тогаш можеби и со ученици ми биле гости, сега ми се повозрасни личности и слично. Да, можда најпријатно сум се чувствувала тогаш, макар што не е нешто посебно голема разликата. Кога веќе сме кај гостите, колку често те ги наоѓаш гостите од нашата македонска сцена и естрада, да речем, од музички калибар, и колку би сметаш дека можеш да извлечеш некој интересно интервју од пејачите наши македонски, колку се продуктивни за ти да можеш да склопиш некоја емисија за да направиш интересна тема. Некој твое видувањето за македонската сцена, колку ги наоѓаш гостите? Не само за пејачите, туку и општо пошто работам со шоу бизнис и кога се работи за актери, за пејачи и за спортисти и слично. Сите во глобала, во Битола, барем кои ги имаме личностите, не дека тоа се малце, ама тоа се веќе гости кои што биле многу пати повикани и некако Битола имаме исцрпено. Па така мора да копаш за да го најдеш вистинскиот гостин за соодветната тема која ти треба, за да нема повторување, да не е на секој истиот гостин. А кога се работи на малце пошироко надвор од Битола, а најчесто тоа се случува во Скопје, затоа што цела Македонија е во Скопје, барем македонската естрада, без разлика за која професија станува збор, мислам дека е малку полесно. Оно што е тешко е тоа што без разлика ли се работи со спортисти, пејачи, глумци или било која друга професија, се малку специфични самите луѓе како личности. Не заради професијата, туку заради самата личност. Младите, особено помладите генерации од 20 до 30 години се поразгалени, повеќе сакат молење, мора да им погодиш и да бидат расположени, и тоа да не е за време на работно време, ама да не е ни многу доцна, ама да не е ни многу рано, ама да не е викенд, и да не е ова и да не е она, ама да снимиме. Така функционира
и се стварно многу тешки за да дојдеш до. Мислам дека и ти сигурно имаш осетено кога ги бараш гостите дека стварно се специфични во барањата, а кога се работи за малку постарите генерации, мислам дека многу полесно се договарат, не постарите само во години, туку и гостите кои веќе имат и живеано тие период на интервјуа, слава, популарност и на кои им е побитно да ти направат тебе услуга и да ти помогнат да разговараш на темата која ја сакаш отколку да се промовираат тие како луѓе. Затоа мислам дека многу полесно можеш да договориш интервју со некоја личност која подолго е на естрадата, без разлика на која сфера, отколку со личност која што е порелативно млада на естрадата и бара многу повеќе внимание и многу повеќе сака да се обрне внимание на него или на неа отколку на темата за која се разговара. А најчесто кога јас, пример за моја емисија, барам гостин на одредена тема, тој гостин мене ми треба заради темата, не заради гостин. Добро, за нормално и тоа си придонесува, тој е славна личност, затоа го барам токму него, а не некој друг. Но сепак многу повеќе мислам дека е битно што сакам јас да покажам преку гостинот отколку самиот гостин. Затоа и е малце тешко кога договараш со работки. Моментално те гледаме и Норби, значи со твојата емисија Stage. Водиш и уште неколку други таму пропратни емисии, да кажи ми нешто повеќе кај сега моментално, што си фокусирана, како настанува една твоја емисија и колку време ти одзема во текот на денот? Во телевизија Орбис моментално водам Stage, тоа е емисијата за која зборувавме, шоу бизнис, македонска и светска сцена. Иако често повеќе се обрнува внимание на трачеви, односно што се случува со славните во периодот кој изминал и слично. Често се случува да имам и гостин, например ако има актуелен настан во Битола, па зашто да не ако имам прилика и пошироко. Не секогаш ги следам сите настани низ градот, но гледам колку што ми дозволува и моето време и времето на телевизија Орбис да ги опфатам настаните во градот. Тука се, како што реков, се обрнува повеќе внимание на трачеви и слично. Тие се подготвуваат со истражување, интернет истражување, се истражува што се случувало, доколку можам да ископам некоја информација плюс, дали е точно, дали не е точно, да се потрудам да видам дали таа информација е точна, не е само бидејќи често се случува да има информации за луѓе кои се блиску до нас, зошто да не и за битолчани кои се славни, па можам лесно да дојдам до тоа дали е вистина или не, да не биде дека само ајде ставаме во емисија колку да има емисија, туку да сепак да изгледа малце тоа спаковано и да изгледа убаво за гледачите, да има што да слушнат и видат. Ја водам и емисијата ТВ Профил. Тоа е емисија која што се емитува еднаш неделно или 4 пати месечно. Тука се работи за исклучиво за славни личности, значи тоа се разговори со личности кои што направиле нешто во животот, имаат што да кажат пред камера. Значи не се работи само за моментално почетници, да речам, или моментална слава, туку се работи за личности кои имаат зад себе барем малку подолга кариера и имаат што да им представат на гледачите. И често, бидејќи како што кажав, тоа е малку не е стара емисија, но е емисија која исто така исцрпила доволно гости, па и за тука ми требаат личности кои што се поретки, така да се изразам, така да е тешко нивното наоѓање. И тука се обработува нивниот живот, нивните кариери, нивните почетоци, како се изгледа, доколку има некоја тема која што е актуелна во моментот, добиле награда на некој доделување на награди, пример Златна Бубамара или хип-хоп награди или како и да е, и да поразговараме за тоа што е актуелно во моментот, за да го испромовираме, зашто да не. Но оно што еве во последниот период започнав да го работам исто така во Орбис е попладневната емисија, но само во петок. Се одлучи програмската шема која формиравме да биде на тој начин што петок ајде да биде малце полабаво, па ќе биде со млади луѓе. Млади луѓе и нема да се зборува за озбилни теми, политичари и она што се случува, што на сите не е смачено. Тука ќе се зборува за нешто така, еве, порекреативно, по младалачко да се изразам. Да, во таа емисија си викам гости кои што се занимаваат со било која професија, па тоа и да е невладина организација, значи не е битно да е тоа славна личност или личност која сите ја познават или на тема која е добро позната за сите, напротив, може да биде некоја позаскриена тема, па зашто да не ја откриеме. Тука со личностите не се сврнувам толку кон нивниот карактер или нивната кариера, туку повеќе на темата која сакам да зборувам. Пример, ако сметам дека театарот, еве, како за пример, не е доволно развиен во Битола или нешто слично, си викам гостин кој што има врска со театарот и со кој би сакала да дебатирам на темата дали театарот е доволно развиен и дали е доволно посетуван и слично. Значи тука се работи за гости со кои ќе зборувам на тема која најчесто нема многу специфична блискост со нивните кариери. Водам и пријатели, тоа е емисијата за миленици, се уште водам, само со неа има малку помали ангажмани. Пријатели емисијата се емитува на Тера, се емитува на Сител и на Сител 3. На Сител 3 оди во клучни термини, на Сител е во малку по-специфични термини, но небитно. Значи се емитува на прилично голем регион, пред голем број на публика.
Во пријатели имам помали ангажмани заради, ајде да не се изразам, да не звучи лошо, малце проблеми околу тоа како ќе се согласат сите телевизии, колку ќе прифатат мене да ми има на сите телевизии. Како што реков, мене ли е чудно да ти има на повеќе телевизии истовремено. А и заради најмногу заради тоа што таму има простор да им избегам малце. Значи има и уште двајца водители, Илче и Силвана, кои што успешно ме покриваат кога не сум таму, така да ми даваат простор малку да се посветам и на другите емисии. А и јас лично, затоа што и учам и работам и сум член во не знам многу невладини организации, слично не времето е толку да траеше денот 56 часа, ајде, некако ќе стигнавме, ама нема, така да колку што можам престигнувам сегде. И истовремено често ми се случува, особено во последниот период, да бидам побарана на еднократни ангажмани од типот на промоција на книги, доделување на награди, манифестации по широк сокак, манифестации во библиотеката, во некои невладини организации, училишни манифестации, зошто да не. И тоа се еднократни манифестации кои што те бараат еднаш и некогаш можеби кога нормално повторно ќе има потреба за тоа. Сега веќе кога сме кај чудните работи, мислам дека ова многу ќе биде чудно за многу луѓе. Вероника е средношколка. Иако не личиш за така. Фала. Матуранка ти си ова година, така да. Значи, кои се твоите идни плановите? Ќе заминиш на факултет, тука остануваш во Битола, шо со телевизијата понатаму, ако одиш негде надвор од Битола и така натаму? Така, да, сум на школка сум, имам 17 години, за 3 месеци неполни, имам 18, конечно. Матурантка, да, горната гимназија и да, сите ми велат дека никој никогаш не претпоставил дека сум средношколка. Никој буквално никогаш, макар што не ми воопшто проблем да го кажам тоа, напротив сум горда што на овие години сум постигнала барем нешто и луѓето сметаат најмногу заради не само заради изгледот, најмногу заради се она со кој сум окупирана, сметаат дека јас би требало да имам повеќе години, затоа што кога ќе речам учам и работам, сите мислат дека студирам втор факултет и работам 3 смени. Што планирам понатаму? Планирам да заминам Скопје, нема да останам Битола сигурно. Планирам Скопје затоа што сакам малце да се самостојам, да сменам, затоа што сум едно дете на мајка ми и татко ми, сум многу галено и не сум навикната да видам како е да водам грижа сама за себе си. Да, имам работна навика, имам и не ми воопшто проблем тоа да се грижам за обврските и низ дома, да помогнем нешто и слично, но сепак мислам дека градењето на личноста која што би ја имала доколку поживеам настрана од моите родители, мислам дека многу ќе ми помогне мене во животот. Ќе бидам на факултет. Често ме прашуваат дали ќе запишам новинарство. Тоа не ми е првичен план. Можда некогаш да, ама за сега нема да биде сигурно. Не знам зошто, еве сметам дека можда би го ставила како втора опција или како нешто. Најчесто велам дека за да работам како новинар треба да имам завршено новинарство, но не е неопходно. Па би завршила нешто кое прилично многу ќе ми помогне, за да ми биде како резерва, кој знае што се случи утре другиен, би требало да имам и втора опција. Кој ќе биде факултетот? Не знам. Знам дека ќе биде Скопје сигурно, кажав зошто, затоа што сакам да заминам од Битола барем на кратко, ќе се вратам пак. Ама на што ќе биде, не знам, размислувам за повеќе опции, ама ајде да не кажам нешто па на крајот да испадне што сум петто, затоа што прилично често менувам мислења. Мислам, се двоумам нешто, планирам правен факултет, односи со јавност, маркетинг, размислував и за психологија, сакав најмногу всушност драмски факултет, затоа што како што кажав, тоа ми е првата љубов, од мала, од 6 години имав првата представа па наваму без престан, можеби не континуирано сосема, но сепак не сум правела долги паузи, постојано сум на татарската сцена. Тоа ми беше најголема љубов, но еве мојата несреќа е што таму секоја 4-та година прават пауза со уписите и токму таа 4-та година е в година. Да паузирам нема шанси заради тоа што не гледам, мислам дека и ќе залегнам, нема ни да ми се учи, нема ни да сакам да си ја фатам мојата генерација, да бидам во теки и што побрзо завршам, мислам дека тоа поарно за мене. Оке, Вероника, фала ти за што ја прифати понудата да гостуваш во мојата емисија. Се надам ќе се видиме за други интересни теми, да можеме да поразговараме вака и ти посакувам голем успех понатаму во животот на секое поле. Така. Ти благодарам јас многу што ме покани да бидам гостинка во Плејаут и во Мега воопшто. Мислам дека ми е прв пат. Се жалев дека уште од локални телевизии во Битол уште на Мега ме немало, еве конечно мима. Па јас ти направив интервју во детски парламент и понатаму мислам дека заслужив ова вратка. Така некако, да, се надевам дека ќе имаме причини за уште многу интервјуа и од моја страна и од твоја страна, ќе си ги менуваме местата.
И јас ти посакувам многу успеси и најмногу пофалби за Playout, што за толку кратко време постигна нешто, емисијата и на битолско ниво, па и пошироко. И секако ти посакувам уште многу успеси. Благодарам. Јас сум Вероника Жежовска, а вие гледате Playout.